Во утринска на Телма сакаме да имаме содржини теми посветени на сите или возрастни генерации или целни групи кои што се разбира следат нашата програма и тука секогаш ги имаме и дечињата за кои што информираме различни културни или музички настани, особено ако станува збор за детски представи или настани во кои што тие можат да уживаат, да се забавуваат, но и да се едуцираат. И за такво нешто ќе зборуваме во продолжение. Поточно ќе најавиме дека поради големиот интерес на публиката, Петар Пан ќе долета во Штип на 11, а во Струмица на 18 јуни. По онаа представа која што ја имаше во Скопје на 31 марта, подоцна и уште една изведба, една или две, ми кажа мојот гостин во продолжение, интерес во Штип и во Струмица за дечињата таму да може да уживаат, да се забавуваат, но и да завршат убаво учебната година и веројатно она кое што го има во самата представа да остане подолго или за секогаш во нивните детски спомени и сеќавања. Ќе зборувам на оваа тема со Владимир Дојчиневски Дојчин, кој што ја прави музиката на представата, но и за сето она кое што е во склоп на самата организација. Владимир, добро ден, дојде во Утринска. Добро ве најдов, поздрав до гледачите и благодарност за можноста да ги поканиме штипјани и струмичани да бидат дел од дружината на Петар Пан на 11 јуни во 12 часот во Домот на културата Ацо Шопов и на 18 јуни во Домот на културата Антон Панов во Струмица. Омилениот лик и роман на Джеймс Метју Бари, таткото на вечните деца и на сите оние кои што сакаат да пораснат, како што се вели на 11 јуни во недела, точно напладне, ќе биде во Штип, ќе долетат Звончица заедно со Петар Пан, капетанот Кука, Венди, индијанци и пирати. Оригиналност во оваа представа и целата онаа приказна која што е нели во истата. Така да, ќе напоменеме дека посебност на оваа балетска представа е што немаме класично нараторство либрето, туку Звончица преку прекрасни сонгови патуваме заедно низ тие сонгови, низ тие песнички, патуваме низ целата приказна што поаѓа од Лондон, што патуваме, слетуваме во Недојдија, во волшебната земја. Во волшебната земја се среќаваме со сите тие ликови што ги спомнавте и на крај повторно се враќаме во Лондон, но мислам дека нашиот Петар Пан не враќа во Штип, не враќа во Струмица, не враќа во Скопје и така натака. Да, ќе споменаме подоцна како помина премиерата во Скопје. Јас би сакала уште малку да се задржиме на самата представа од она која што јас го имам како информација за истата. Тука се работи за оригиналност и мајсторската симбиоза на играта, зборовите и музиката. Се е прекрасно и наросено со волшебен прав, зборовите се паметат и подпевнуваат, а сценографијата и костими инспиративно зрачат радост и среќа. И тоа е нешто кое што би требало да го има во една представа, за да таа има целина и да биде интересна за дечињата и да биде вниманието и концентрацијата нели во текот на времетрењето насочена токму таму, не на други работи на кои што децата нели најчесто знаат да се заинтересираат или дефокусираат. Со оглед на одличната премиера во Скопје, веројатно така ќе биде и во Штип и Струмица, но кога зборуваме за работата во една ваква представа и изработувањето на музиката, веројатно тоа е предизвик за вас како уметник, како музичар, кој што и во овој дел кога се работи за деца треба да се биде навистина умешен. Секако задоволство е да прво се работи за деца, кој работел знае. Подолг период се припремаше целата представа. Нашата дружина на Петар Пан е доста голема. Ќе ги поздравам, значи сценарио и сонгови ни е Ристо Самарџиев, режисер и кореограф ни Ирена Лозинска. За магијата на сцена се заслужни Елена Вангелевска како костимограф и Лјупчо Јованов како сценограф, додека најголемите од сите нас се изведувачите, децата од балетското студио Арт Балет. Голем поздрав до нив, до нивните родители што имаат доверба дека навистина ќе учествуваат во еден посебен проект. Исто така голема благодарност и до наставничките што работеа со децата, затоа што самата припрема траеше подолго од 6 месеци. Сите верувавме дека ќе имаме убав проект и навистина излезе одличен проект, не убав проект. Во Скопје дадовме 4 представи, на 31 март 2 и на 1 април 2, но сега заедно со Петар Пан сонуваме и патуваме
почнуваме еден караван низ Македонија, повторно ќе се вратиме во Скопје затоа што интересот е голем. И Петар Пан како приказна е непресушен извор на инспирација на уметници, на автори, не само како балетска представа, и како филмови, како театарска представа. И секогаш нешто, ја мислам дека 4 пати ја гледав и 4 пати како од почеток, како ново. Значи ништо не се повторува и тука е таа магија на самиот театар, колку пати да ја гледате, мислам дека никогаш нема да ви биде здодевна, а навистина интересот кај децата беше огромен, зборам фокусирани. Имав пријатели кои што беа у публика со децата, вика, абе сега време не ме праша ништо вака. Да. И се надевам дека ќе си поминем убаво и во Штип и во Струмица. Токму тоа е доказ дека кога детето е нели постојано сконцентрирано во тоа времетрање на представата, тоа значи дека е успешно со оглед на тоа што токму најтешкото е да го задржиш вниманието малку подолго кај децата. Истото важи за останатите театарски представи кои што нели се редовни на репертоарот, еве конкретно во театар за деца и млади, но нели од представа до представа има разлика, иако си има тие возрастна граница од кога е соодветно да се гледа представата, сепак постојат нели различни интереси кај децата, љубопитноста е голема, па вниманието на повеќе страни. А за да се задржи, треба нешто да ги води. Тука покрај музиката која што веројатно и подоцна си ја подпевнуваат, се и оние 57 дури деца на сцената, кои што исто така не само што се забавуваат тие лично самите, туку и го привлекуваат вниманието на децата во публиката. Така е, затоа кажав, нашата дружина е голема. Значи имавме 2 постави по 56 деца, значи 112 деца вкупно. Да. Двајца професионални танчари од Националната опера и балет, Веселин Трајковски и Никола Сурсо, кои што ги маестрално ги носат улогите на Петар Пан и Капитан Кук. И сметам дека самата представа е за од 1 година до 101 година, значи и за детето во сите нас кои што никогаш не сака да уживаат и децата и родителите, да. Да. И мислам дека нуди вистински вредности, што е навистина убаво нашите деца од најрана возраст да може се сретнат со нешто што значи театар, сцена, балет, музика и така натаму. Така е. Имаме и фотографии, го погледнавме малку видеото и инсерти од тоа како изгледаше дел од представата, ќе ги погледнеме и фотографиите, додека ги гледаме фотографиите ќе ги кажеме оние потребни информации, како кажавме местото и датумот на одигрување на представата во Штип и во Струмица, само да видиме на каков начин да се доаѓа до билети, веројатно ќе ги интересира граѓаните таму. Да, значи билетите мислам дека од денеска почнуваат со продажба, се на билетарницата во Домот на културата. Иначе за во Скопје сакам исто така голема благодарност да изразам до Димитар Влахов, каде што учениците од таму под менторство на Кека ги шминка, ги правеа, нашата дружина е спрема и ни се приклучи и таа дружина стана уште поголема и мислам дека ќе видите на самите фотографии и видео. Дури имаме и сцени од делови од тоа како се припремаат децата. Да, ги видовме тие инциденти поминаа. Така е. Тоа е една увертира за тоа што може да се очекува од самата представа, овие инсерти кои што ги гледаме или разговоров кои што денеска го правиме и да се информираме нели каде, кога и како и нашите гледачи ги добија потребните информации. На крај веќе го заокружиме овој разговор со оглед на тоа што зборуваме за работа со деца, да ве прашам што е поголем предизвик или задоволство или што е позабавно, правење музика за возрастни или за деца? Или секој си има свое? Тешко прашање, секој си има свое. Најбитно е, ја што викам дека најискрена публика се децата, нив не можеш да ги прелажеш, да ги излажеш. Значи, и лично за мене поголемо е задоволството кога работам за деца. Сме работеле со господинот Ристо Самарџиев многу песни за Златно Славиче, многу песни порано за Сидел Бамбини и така натака. И
кога ќе видиш како децата уживаат во такво нешто, мислам дека нема поголем кејф, поголемо Така е. задоволство. Да, како искрено се радуваат и тоа го изразуваат на Така. таков начин. И тоа е секогаш комплимент кога го гледаме таа експресија на нивните лица. И верувам дека така ќе биде викендов и во Штип и во Струмица за децата кои што ќе бидат во публика, но и за оние кои што ќе бидат на сцена. Повторно ќе се забавуваат, ќе имаат што да покажат како што можевме да видиме, а ние ќе очекуваме повторно во представата да дојде повторно да се врати во Скопје. Имате некој одреден датум или тоа до прва ќе го До прва ќе видиме ќе ни кажете. Да, ќе видиме некако есенско време планираме да Така, да се вратат да сите се од летните вратат, одмори, така. да здивнеме од летото и подоцна Така. да може да уживаме и во тоа кое што ќе се подготвува на есен. До тогаш ќе имаме можност да верувам повторно да се видиме, а исто така до тогаш ви посакувам успешни представи и успешна работа. Благодарам. Благодарам за гостувањето.